Здраво да уредете уште едно видео, каде што ќе продолжиме да збориме за некои хемиски средства за контрола на микробниот раст, поточно за дезинфекција. И сега ќе започнеме со некои тешки метали, нивните соединенија. Значи, од тешките метали најчесто имаат биоцидно, односно или антисептичко дејство. Тука значи спаѓаат живо сребро и бакар, значи жива Аг, сребро Аг и бакар Cu. И способноста да они да вршат, да имаат антимикробни дејства се нарекува и уште олигодинамична активност. Сега уште од порано, уште старите египтјани изимале буриња и каде што била вода така што стоела, значи имало вода и внатре всушност ставале парички. И тие парички ја држале водата чиста од сребро што биле. Фората е дека металните парички всушност испуштаат мали иони од сребро во растворот и тие иони всушност се врзуваат со бактериите, значи речем имавме некоја бактерија. Ионите се врзуваат на сива боја да земам. Се насобираат на површината околу бактеријата и ги денатурираат протеините кои се наоѓаат таму и поради тоа бактеријата изумре. Сега ова не се случува со целиот раствор, но особено во некој периметар околу секоја паричка. Така. Сега среброто обично се користи како антисептик во форма на 1% раствор на сребронитрат, значи на сребронитрат AgNO3, сега не знам дали пред Аг траш некој број, ама не е важно. Значи сребронитрат кој често се користи за инфекции на очите, како неонатална офталмија од гонореја. И денеска интересно е дека се повеќе и повеќе се користи сребро како вид нанопартикули кои се ставаат во многу површини на многу материјали. Значи тие нанопартикули ги штитат материјалите од бактерии, колку толку. Се комбинира среброто исто и со некои други лекови како сулфадиазин, се прави сребро сулфадиазин кој се користи како крема, ама не е сега тоа толку важно. Наредно кое ќе спомнеме на неоргански соединенија жива е жива хлорид. Значи жива, ајде да земеме со некоја друга боја, значи жива хлорид. Тоа ќе биде HgCl. Најчесто ефектот на жива хлорид е бактериостатски. Значи стопира, ама не ги уништува бактерии. Но сепак не се користи ова до толку многу, бидејќи се шпекулира за неговата токсичност, корозивност и некогаш неефикасност, бидејќи не ги уништува. Најчесто се користи за употребување да се уништат мувли на ѕидови или слично. И не остана бакарот да го спомнеме, да земеме овој со виолетова боја, или нека биде портокалова. Бакарот се употребува како бакар сулфат, значи CuS, кој главно се користи за уништување на алги. Значи за уништување на алги. Значи најчесто тоа алги кои се сретнуваат во аквариуми или во некои водени системи или слично. Сега имам уште еден кој всушност може да го спомнеме, тоа е цинк хлоридот, значи цинк хлорид, цинк Cl, кој се користи особено во препарати за плакнење на уста, значи за уста. Наредни за кои треба да спомнеме се површински активни материи, кои всушност има повеќе, ама првите се всушност сапуни, значи сапун или пак сјајнери за тангери или слично. Тие што прават? Всушност немаат некои антисептични дејства, него едноставно го намалуваат површинскиот напон помеѓу бактеријата и садот. Например, имаме некој сад или пак рацете се ова. Има бактерија и всушност не дозволува да се прикачи. Ја на некој начин ја емулзифицира и таа всушност само се откачува. Мислам, не ја убива, него се ја откачува со водата која ќе се измиеш и си заминува. Дали ќе отиде во умивалникот. Други кои се површински активни материи се ацидоанионски. Значи ацидоанионски. Дезинфикациони средства и ова најчесто се користи во млечната индустрија, значи не е толку важно. И наредни кои треба да ги спомнеме се кватерни амониумови соединенија. Значи ова е малце полу. Овие всушност имаат многу силно, значи вака да почнем со друга боја, имаат силно бактериоцидно, значи убиваат бактерии, значи смрт,
не пишам цело бактериоцидно дејство, особено спрема грам позитивните бактерии, помалку спрема грам негативните, значи помалку. Но исто така имаат и фунгицидно, значи убиваат фунги, саки нацртам како печурка, иако не се печурки сите, амеби, вируси, значи вируси убиваат, вирусот вака да го нацртаме. Но многу важно дека убиваат всушност и спори, значи спори, ендоспори, микобактерии. Сега интересно е дека механизмот на нивното дејствување не е скроз познат, значи прашалници, ама се смета дека дејствуваат врз мембраната, значи многу до сега кога ги спомнавме дејствуваат врз мембраната, се уништува мембраната, излегува цитоплазмата и клетката изумира. И сега ќе спомнеме две популарни кватерни амониумови соединенија. Значи првото е зефарин, значи и односно зефиран и цепакол. Значи и хемиските имиња. И овие се доста стабилни соединенија, значи нема мирис, нема вкус, стабилни се, без боја и така натаму. Значи се употребуваат доста продукти кои користиме, значи исто и ова се употребува во продукти за плакнење на уста, особено ако пени, тогаш кога го има едно од овие соединенија. Значи не се токсични за нас, многу лесно се поништуваат од страна на органски материи, значи стануваат неактивни. Дали некои бактерии се многу отпорни на нив, например псевдомонас, како што спомнавме и претходно дека беше отпорна, не само што преживува во нив, него и расте во нив. Значи тоа е малку интересно, тоа е антимикробно соединение и бактеријата си расте во него. Сега да спомнеме малце неколку прехранбени конзерванси хемиски кои се користат за да го забават расипувањето на храната. Еден од нив е сулфур диоксидот, кој се користи како средство за дезинфекција исто така и при производство на вино, почести се натриум бензоонат, сорбинска киселина, калциум пропионат. Голем дел од овие спречуваат раст на мувли на одредена храна, како што се сирење или некои пијалуци. Обично некоја храна каде што е pH е околу 5,5 или повисока. Калциум пропионат всушност се става во лебот и го спречува растот на мувли на површината и на некои бактерии. А натриум нитрат, и натриум нитрит всушност се става до многу месни продукти. Например шунка, слајна, колбаси, со цел и да одржат црвената ко навидум црвено жива боја на месото и да спречат раст на голем број на бактерии, ама тоа предизвикува да растат анаеробни бактерии, бидејќи го користат натриумот. Но сепак, главната цел е да се спречи раст на Clostridium botuли, бидејќи токсинот е многу опасен. Но денеска има некои загрижување дека всушност овој натриум нитрат и натриум нитрид, да земам некоја друга боја, всушност произведува нитрозамини кои се канцерогени, значи канцерогени. Но сепак мора да се спречат бактериите. Бидејќи од бактериите одма би умрел. Сега антибиотиците ги спомнавме доста во поранешно видео, но таму беа како третирање на бактерии кои се веќе предизвикале некакви инфекции или слично, но дека ќе спомнеме како третирање на некои површини или слично. Значи тука спаѓа нисинот, кој се додава во сирењата, значи имаме некое сирење, да земам со бела боја, или во голем број на млечни продукти. Значи се додава кој не е токсичен за нас, се дигестира лесно, а сепак го прави продуктот отпорен на бактерии, добро, нормално до одреден степен. И да ги спомнеме сега алдехидите, кои се најефективните антимикробни, помеѓу најефективните антимикробни средства, и два примери се формалдехид и глутаралдехид, каде што и двете функционираат на принципот кој зборевме, значи протеинот си е во некоја нативна структура и преминува во некоја денатурирана структура, каде и ова всушност го прават со нарушување на ковалентни врски, значи посилни врски, и
на некои органски функционални групи кои се врзани на протеините. Сега интересно дека формалдехидот, всушност тој е газ, значи е газ, ама се користи како воден раствор, како формалин 37%, и се користел, веќе е забрането со закон да се користи, веќе од 1960 мислам, но се користел за презервирање на некои примероци, особено од биолошки материјали, например, ако сте виделе во основно или средно некако тегла и внатре има жаба, има големи шанси да она е зачувана во формалин. Сега тој забранет е бидејќи е канцероген затоа. Но работи добро, како има многу добро бактериоцидно дејство и фунгицидно и така натаму. Сега глутаралдехидот се користи бидејќи не е забранет, но малце по-неефективен од формалдехидот. Но интересно е дека тој е еден од ретките кој всушност има дејство и на стерилизација. Бидејќи тој се користи како 2% раствор, 2% раствор и секако се користи за време трајање од 10 минути, нели зборевме дека време трајањето е многу важно. Тој е бактерициден, туберкулоциден, вируциден, значи уништува голем број од микроорганизмите, но ако се користи, интересно е 3 до 10 часа, тогашка е и спороциден. Ако е спороциден, ако убива, уништува спори, тогашка е всушност врши стерилизација. Значи стерилизација. Веќе ги уништува сите микроорганизми. Ама најчесто не го земаме за дека стерилизира, бидејќи за да стерилизираш, обично по правило се зема да тоа да се случи во време трајање од 30 минути. Значи 3 до 10 часа е едноставно многу долго време. И заради тој услов не го вметнуваме како хемиско средство за стерилизација. И тоа беше се за овој видео. Ќе продолжиме во наредното видео каде што ќе збориме повеќе за хемиска стерилизација и за некои методи кои се користат. Довидување.